Здраво и добре дојде во 21 епизода поред Уелкаст Пет Јосиф, поддржана од Домови за стари лица Феникс. Денес, како и секогаш, имаме уникатна тема, уникатен гостин, односно гостинка по име Сонја, фармацевт по титула, но во секој случај нема да зборуваме многу за суплементи или не знам за таблети, како што направивме со Александра, ќе биде темата за козметика, за чаеви, за билки, за културата која што е се во поголем пораст и многу луѓе сакаат да ја консумираат и чаевите и самата култура и нели цел тој процес на подготовка и на уживање во тоа што го консумираат, така да уживај во овие некаде час и помалку или повеќе во овој разговор со нашата гостинка. Нормално дади ни фидбек назад, постави прашање, поврзи се со Сонја воедно и се разбира. Избери си ја платформата која што сакаш ти да ја за да ја консумираш оваа содржина, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube, сите социјални мрежи, така да уживај. Сонја, добре дојде, еве официјално и фала ти што ја прифати поканата. Еве и да бидеш гостинка во оваа 21 епизода. Да, фала на поканата, добро најдов. И така со задоволство мислам дека ќе си го правиме муабетов. И јас сум убеден во тоа. Убава енергија веќе има во студиово. Традиционално секоја епизода ја стартуваме со представување на соговорникот, така да ја би те замолил да си земеш време колку и да ти треба, чисто да ни раскажеш која е Сонја, што прави, од каде инспирацијата за тоа што го прави, каде луѓето може да те најдат, што може да добијат од тебе, повели. Па Сонја е по професија фармацевт, како што и ме најави. Долго години работев јас во таа фармацевска струка, меѓутоа цело време ме влечеше нешто друго, нешто малце покреативно, поразлично од она што класичната фармација во моментот го нуди. Имав прилика да бидам повикана на еден базар, тогашен амерички проект, Aid to Artisan се викаше, како помошна за нечи, каде што моите први сапуни пробав да ги представам. Практично не бе тоа само мои, заеднички ортак со кој што работиме. И викаме, ајде, ова што сме го направиле за себе, да видиме како ќе го прифати публиката. Дали ќе им се допадне, не. И тоа беа навистина првите почетоци. Прилично аматерски. Работевме во домашни услови, работевме со калапи кои што тогаш може да се најдат, со суровини кои тогаш исто можевме на пазар да ги најдеме. И така започна приказната. Значи, пионири се нашите сапуни. После некои патувања кои што беа врзани за развој на таа козметичка линија, дојдовме до Словенија. И во Словенија најдовме една преубава продавница во која што се продаваат чаеви и прибор за чај. И нас тоа толку многу не фасцинираше колку разноликост нуди таа продавница. Рековме, ајде да пробаме, да не останеме само на козметика. Бидејќи првично имавме едно мало продавниче во кое што таа козметика се продаваше, меѓутоа гледавме дека тоа не може да се живее, условно речено. Значи не може тоа да не биде главната дејност. И така се вклучија чаевите во оваа приказна. Практично компатибилни се на она што ние го работиме, значи на оваа рачно работена козметика. Во козметиката значи не застанавме само на сапуните, туку се проширивме малце повеќе, онда правевме путери за тело, за масажа, различни производи, за купки, за бањање, значи така малце проширивме и гледавме дека ова е компатибилно, бидејќи едното е природно, другото е природно и тоа е нашиот тренд во суштина. Супер, и сега сте познати по брендот Лача, така? Лача, Ласој е козметиката, брендот за козметиката, а Лача е практично брендот кој што ги обележува чаевите и аксесуарот кој што го нудиме во продавницата. Значи се она што е потребно за да еден чај се подготви како што треба.
Да, ми кажа дека веќе сте на 2 локации во Скопје. Да. На Климент Првично Охридски, на Климент кај што- Охридски ни е дуќанот, значи тоа ни е базата, јас ја Мгм. викам. Тоа е првиот дуќан кој што така официјално и по кој што сме познати. Друго е Штанчево, Веро Џамбо, каде што ги имаме истите производи во суштина, меѓутоа Мгм. сепак тоа е штанд, ова Јасно. е дуќан. Ако човек сака да ве најде, да речеме од друг град, да справите достава по карго Да, сервиси? правиме, имаме веб страница по која што може да си Аха, и нарачуваат. онлайн да си порачуваат. Па онлайн да речеме, да, значи сите производи гледаме да ги имаме и на веб страницата и уредно ете да ја апдейтуваме, да има постојано информации, новитети што Супер. за да може да не пратат. Сонја, одма ми доаѓа се едно прашање, затоа што на нашева поднебја така некако по автоматизам значи не генерализирам, ама поголем дел од луѓето се скептици кога доаѓа некаква новина, особено нешто што е поврзано да го ставам на тело или да го внесам во своето тело. И дали се соочувавте со скептицизам во однос на тоа дека луѓето се научени да купуваат козметика од рафт, од некој си бренд за кој што веруваме дека е квалитетен, без така, а веќе Да, полека се едуцираме колку ствари хемија ние ставаме на телото. да. И дали се соочувавте со тоа? И што е, каде е разликата помеѓу козметиката што вие ја пласирате на пазарот и онаа што е, што ја знаеме Да. како мејнстрим комерцијална козметика? Во почетоците, значи кога почнувавме да ги презентираме нашите производи на пазар, апсолутно дека се среќававме со тоа. Зашто гледа нешто што е малце поразлично, друго го правиш рачно, не знаеш што има во него. Некако тоа што се нуди во продавниците им е како некаква заштита. Меѓутоа со тек на времето кога почнаа да ги пробуваат нашите производи и кога видоа бенефит од сите тие препарати што не се за нега на тело, па и самите сапуни, бидејќи сапуните кога ги изработуваме, ние ги изработуваме од растителни масла. Мгм. Со етерика и со растителни масла. Путерите за тело, млеката, значи се останато што правиме со растителни масла. И вие кога долговремено ќе го користите тој производ, сваќате дека имате бенефит од тие растителни масла и од самата етерика нормално. Сакам да кажам дека муштериите го гледаа бенефитот низ годините. Малце тешко ни беше во самиот старт, ама помина веќе 15 години и нешто повеќе од првите почетоци, така да Сега веќе сме муштериите етаблирани. убедуваат Па други. да речам дека и Нормално. така ни оди се уште така ни оди продажбата. Значи не правиме ние некакви големи реклами. Да. Значи гледаме тоа да биде воглавном добриот збор на Од уста на уста. муштеријата, од уста на уста. Тоа е најбавниот начин, ама најсигурниот начин Така за е. нас, затоа што тој што На ќе долг рок е проба и најдобриот. ќе види, ќе почувствува бенефит, полза од тоа што го користел, ќе препорача на други, така да на тој начин воглавном ни се продаваат. Супер. Сега, Производите. не знам дали си налетала колку гледаш документарци и слично, има еден серијал на BBC Earth, ја пошто гледам National, BBC Earth и Da Vinci, кој што има нешто да научам. Да. И има еден серијал Trust Me, I'm Doctor се вика, и во една од тие епизоди зборува за козметики, за сите тие креми кои што користат луѓе, купки и така натаму. И ја инспирирано тогаш се бањам исклучиво со вода. И користам сапун за пазуви, значи, интима и толку. Кој е твојот став во врска со ставањето на купки, на креми, на млека, на лосиони на телото и што зошто на Trust Me I'm Doctor го доаѓа до таков заклучок дека е подобро само со вода и дали козметиката која што вие ја нудите нема да ги има тие лоши ефекти на мејнстрим Врз козметиката. Апсолутно е тоа сосема различно. Значи, рачно работената козметика и мејнстрим козметиката се... Што е различно? Да, тоа сега Ајде. ќе го нагласам и тоа што го зборуваат се повеќе и повеќе
се адитивите кои што ги додаваат во козметиката, затоа што прво да кажам дека човековата кожа е најголемиот орган што имаме. И се што се нанесува на кожата се абсорбира. 70-80% од тоа се абсорбира. И се рачунајте во текот на денот колку хемикалии се нанесуваат. Вика просечно околу 10 до 12 различни препарати користиме во текот на еден ден. Како хемиски компоненти се околу 170-180. Најразновидни, што е Ако си пушач, голема. веќе одиш на 400. Да, да речеме. Значи, тоа е она што го конзумираме ние во не се тоа само сапуни. Тоа се и креми, тоа се и пудри, тоа значи се што нанесуваме на ролони, свашта. се што нанесуваме во текот на еден ден. И сега, кога ќе размислите колку е многу хемија тоа, малку, нели, свесност ако се разбуди кај човекот, веднаш ќе почнете да пребарувате што е тоа штетно што мене ми чини од хемикалиите. На прво место се парабените, значи тоа се конзерванси кои што во најголема мера се употребуваат за да се заштити еден производ. А понатаму се компоненти кои што служат за пенење, значи на создавање на обилна пена, што се употребува во шампоните, да речеме, во голема мера во сапуните. Така да индустријскиот сапун е средство кое што пени, а нашиот сапун е средство природно направено кое што ги мие рацете. Ке си речеш ова расипано е нешто, нема пена. Да, оно прави пена, ама прави пена од самите растителни масла. Yes. Значи, бидејќи секое масло дава одредена пенливост и одредена карактеристика на финалниот сапун. Така да ние ги комбинираме тие растителни масла и на тој начин ја добиваме убавата пенливост на сапунот. Шампуни течни не правиме, затоа што тука мора да се додаде некое. Ниту па правиме пенливи купки. Тоа на младите има многу криво, ќе дојдат и ќе речат каква ви е купката шумлива. Пени, не пени. Како не пени? Тоа им е. Пенењето, да. А пенењето уствари само додаток на компонента која што е штетна за телото. Да. Не, види, супер е што се зборува за овие работи и ја многу, Да, треба јавно и треба. Сум станат малку посвесен, например, на страна од тоа што не користам купки и така натаму, иако сега ти ме инспирираш за да ги пробам природните. Од друга страна, антипреспиранти, јас сега веќе почнав да купувам без алуминиум, без парабени, нема некој мирис. Така, никаков речиси, ама нели целта не е ти да мирисаш, целта е да не се испотиш и да да замирисаш на пот. Така, и трендот се повеќе оди натаму. Значи, тоа го нудите како опција за потпазови? Нудиме, имаме ролони, кои што апсолутно не се направени со алуминиумови компоненти. Користиме сода, користиме алоe вера, користиме чајно дрво, како етерично масло, лаванда, кој што делува нели антисептично и смирувачки, значи природни компоненти кои што може да направат неутрализирање на потта. Значи ние не создаваме производ кој што ќе ги затне порите под пазовите и кожата нема да дише, туку создаваме производ кој што одредено едно одредено време, ја секогаш прашувате колку држи, колку време. Да, колку време држи. Држи едно работно време, ќе издржи. Одиме повеќе на тоа да човекот навиките што ги има е да одржува хигиената на телото. Така. Со природни компоненти колку што е тоа можно. Повеќе. И да не плати превисока цена не мирисајки, знаеш ти 48 часа маркетинг кампања за одреден продукт ќе ја платиш на друг начин со внесување на многу химикали, кои што на дол крок ќе ја земат, ќе го земат данок. И најчесто тоа се ефтини компоненти. Значи зборам за ова хемиската индустрија, за тие производи кои што ги наоѓаме по маркети. Тоа се ефтини производи, финално ефтини производи. Најголемиот процент што се плаќа е за маркетингот. Или за да еден бренд стане многу популарен, мора да искалкулира во тој производ да биде не само репроматеријалите кои што се употребуваат, туку и она што е потребно за маркетинг. Во нашиот случај репроматеријалите се прилично скапи. Затоа што етеричните масла сами по себе се многу скапи. И тогаш кога ги можеби и најскап елемент да речам во особено после
после пандемија, инфлација, Да. маслата И се. самите масла и етеричните масла, значи ова што доаѓа од билките. Сега не знам, тоа се цитрусните, тоа е лаванда, тоа е, ево што спомнав, етерично масло, чајно дрво од лимунова тревка, иланг, пачули. Значи се што можеме да најдеме како суровина, како етерично масло, ние го употребуваме, го додаваме кон производите. И исто друга работа, која што не често се знае, еве да речеме, кај сапуните. Сапунот кога се изработува рачно, во процесот на изработка, вие употребувате масла, базични масла, растителни, наразновидни, од кокосово, палмино, авокадо, значи што сте одлучиле да ставите како растително масло. Финалниот производ, кога ќе се добие, значи како готов сапун, содржи глицерин во себе. И тоа 1/5 е глицеринот како компонента која што се создава во процесот на сапунификација. Во хемиската индустрија, тој глицерин се изолира, ние нормално не можеме да го извадиме, али, зборам сега во хемискиот процес, тој глицерин се вади. И тогаш они што прават? Прават сапуни, кои што се без глицерин, а други сапуни во кои што ви напоменуваат дека има присуство на глицерин. Значи, ќе додадат екстра глицерин и тогаш го продава производот како да е со глицерин. И на тој начин му дава некаков бенефит. У суштина... И како човек ова да го знае? Па На етикета може да го прочита, тешко. нема да. Не, тешко. Значи, еве вака се едуцираме колку што може преку низ различни медиуми и јас На секогаш реклама тоа нема да го дознае. нема да го дознае, затоа што а самиот глицерин за хидратација на кожата е нешто најдобро. Значи тој прави задршка на влагата и вие кога ќе се измиете со природен сапун, кожата после тоа не е сува, не перута. Тоа е мојата болка, особено Да. зимно време. Значи ја побелувам. Да. А кога беше корона, мислам дека крв ќе ми потечеше од рациот, да. ми беа суви. Мислам, сосема ми е јасно затоа што ние така и почнавме. И сапуните почнавме да ги правиме затоа што јас лично имав многу страшно перутање на кожата. После имав малецко бебе на кое што видов дека чак и бебешките производи, мислам, тоа е многу тажно да се каже, дека бебешките производи кои што се по рафтовите масовно по маркетите содржат компоненти кои што ги затнуваат бебешките пори. Значи содржат парафини, содржат некогаш и вазелин, тоа се нафтени деривати, тоа не се природни масла и автоматски кожата не дише. И на моето едногодишно дете се случи такво црвенило на кожата да јас не знаев просто што да превземам, што да правам. И така почнавме со низ за препарати. Ја да ти кажам сезонски, на неколку пати као на 2 години ми се повторуваше, пошто рекреативно вежбам од 3 до 5 пати, 5 пати у неделата, тоест не од 3 до 5 пати. И пошто повеќе потењи имам, нели, во потоплите месеци, скоро преку 1 година ми се појавуваше како некои лишаи, осипи, знаеш, и често после бањање мене ме чеша кожата, знаеш, и еве сега на пример ја не користам, можеби не ја сменив козметиката, туку ја исфрлив на хемиската и го немам тоа чувство. А напротив сега еве на пример кога би додали нешто поквалитетно, барем, знаеш, ги утепав, знаеш, ги збогативме компанииве за крема за раце, ние зимно време, па сигурно 5-6 тубички користиме. И зимно време и во периодот на корона масовно луѓе мија премногу по мене, премногу раце и премногу се мачка со алкохолни различни компоненти и тоа сето ги исуши рацете. Ние баш во време на корона направивме една протекција, ја нарековме, со шеа путер, внатре со хидролат од смилје и со етерични масла. Така да не мораат постојано да ги мијат рацете, туку малку да пружат и нега, нели, они етериката делува антисептично, да малку пружат и нега на тие јадни раце кои постојано се мија. Па и во тој период да гледам дека и сега тие навики продолжуваат, остана тие навики. Сами си експериментирате за така да си пробувате сапуни, мириси, си правите комбинации? Комбинациите се апсолутно наши, значи ние секогаш пратиме сега некакви си трендови, не знам, што е модерно или ќе
добиеме идеја, ајде ваков сапун, онаков сапун. А се во последно време филцаните сапуни, тоа ни е, да речеме, ете и на последниот базар се покажа дека е многу успешен производ. Изработуваме сапун, посебно направен, значи со посебни масла во него, со доста кокос, доста рицинус, кој што обилно ќе направи пена. Го обвиткуваме со волнена обвивка и таа волнена обвивка се декорира. Значи, комплетно е природен и самиот сапун и надворешниот дел. И се употребува целосно. Значи, вака збунувачки делува кога ќе го видат, бидејќи декоративно изгледа, се вика дали да ја сечам Им паднало волната. производство дештво. Дали да ја сецнам волната да го извадам сапуна. Не, он се користи целосно. И преубав пилинг прави на тело и преубава масажа. Значи, волната е нешто што е најнатури. Ете, така добиваме повремено и да и пратиме, меѓутоа не копираме никого. Гледаме да тоа биде наш. Се инспирираме и гледаме да тоа биде апсолутно наш печат на производот кој што го создаваме. Јасно. А кога се однесува, еве, кога избирате состојки, масла, за чаевите кога се работи, нели избирате чаеви, суровини, со еден збор, нели би ги кажале. Како вие сте сигурни дека добивате квалитетни суровини? Си имате начини како да си ги проверувате? Од проверени места, од проверени извори. Значи, компании кои што се сериозни во добивањето на тие производи, ако се речеме. Али не одгледувате вие нешто за да го... Не, се уште не, тоа е прилично... Тоа е друга наука веќе. Сосема други процеси се тоа. Мислам, јас да можам да се поделам, можеби и тоа би го правела, бидејќи убаво добивањето на етериката е многу нешто навистина е многу интересно, многу убаво, бидејќи ви од билки, од ливчиња, од кора од портокал, нели? Тоа горниот дел портокалот кога го љупиме, тоа е етериката што ни останува на рацете. Или не знам од нането, тоа што ние го пиеме, што се екстрахира како инфуз преку чајот, тоа е етериката. И тоа е навистина убаво и благотворено волку билки требаше до сега да се јави некој кој што сериозно ќе се нафатеше да ги добива тие етерични масла, има начини како тоа сега се добива, ама е друга наука, да речем, друга посебна дисциплина е. А во однос на чаевите исто бираме од многу сериозни фирми, конкретно ова кој што најмногу се работуваме со нив од Германија, работи скоро 200 години со таа тематика и е многу сериозна и во пратењето на трендовите, и во создавањето на комбинациите на различни чаеви, и онда тоа се светски берзи, како да речам, на чај, од кај што таа фирма ги набавува, значи не носи било што, не продава било што. Јасно. Тоа не се проверени извори. Едноставно со текот на годините сме дошли до заклучоци. Сме имале некои грешки, сме имале, нормално. Па нема инако како би научиле. Да. Ама, бидејќи секој се заштитува со некакви сертификати, ама кога ќе го пробате, не знам, еве, конкретно на етериката тоа најлесно може да се почувствува, бидејќи интензитетот на мирисот е различен. Некогаш се случува да е различна реколта од година до година и некогаш тоа влијае, нели, бидејќи билка во прашање и од билка се екстрахира. Временски услови. Да, така да некогаш и тоа може да влијае на крајниот финалниот продукт, ама знаеме дека е многу и до производителот. Така е. Чаевите ви се втората љубов и дете во бизнисот. Втората љубов, да. После козметиката, нели? Козметиката ви е првото нешто. Како дојдовте до како го додадовте и тоа нешто како дел од бизнисот? Видовте, мислам, консумиравте долги години чаеви, па некако природно дојде и веќе еве сме со етерика, со билки запознати. Дај да влеземе и оваа игра, како изгледаше тој? Нашиот развоен пат, ако уопште има случајности, али в нашиот развоен пат никогаш циљано не ги правиме работите, па да нешто посебно смислуваме, туку ако ни се отвори патот да нештата ги правиме.
откако во почетокот спомнав, идевме на некои семинари надвор во земјата и дојдовме во Словенија до таа една преубава чајна хиша, можеби на многу ќе им биде и позната, тоа е во центарот на Љубљана се наоѓа. И навистина преубава продавничка со многу чаеви. Чаеви конзумираме, ја конзумирам од дете. Кои беа нашите познавања за тоа што е чај. Значи зборам сега за билки, за ова што тука го имаме на нашево поднебје. И сум берала, и сум сушела, и значи многу сум ги сакала тие билки. Затоа и сум се предодредила кон се тоа да го правам. Меѓутоа при таа посета некако ни кликна дека може многу убав спој да се направи и да донесеме нешто што тука не е присутно на овој пазар. А би било веројатно интересно и концептуално со она што ние го работиме, а и воопшто за Македонија и македонската и јавност и овој за самиот пазар. Да. Обично луѓето пиеме чај кога ќе не заболи грло, кога ќе настинеме. За жал. Што се менува? Ја пијам чај секојдневно и најчестиот мој избор е зелен чај. Пијам друг чај ако нема зелен чај на местото кај што пијам, но стандардното служење на чај е, нели, вода од еспресо машината, филтер, врекичката и, нели, метче ова, она мала, мал пропратни, нели, ствари на тацна. И ме интересира, еве, конкретно за врекичката, филтер, оние кеси кои што ги ставаме. Какво е твојот став? Затоа што, еве, конкретно ја тоа што имам читано, допирано до информација за дека тие врекички имаат и некакви микропластики во својот состав. И тие врекички се белени. Веродостојно. И што е проблематичноста еве во таквото консумирање и служење на чај, кое што е премасовно употребено? Премасовно и тотално погрешно. Можам, мислам, независно е што го конзумираш, али тотално погрешно. Ќе го сменам. Да, ми треба и мене. Чајот треба прво да го видиш. Значи, мора билката да ја видиш што има, каков му е листот, широк ли е, не ли е, мал ли е, голем ли е, дали има други компоненти. Значи, прво да го видиш, па да го одмериш, зависно од тоа што пиеш, дали пиеш бел, дали пиеш зелен, колку би го издозирал во шолја. Затоа што секој чај не се дозира идентично. И ние цело време, кога доаѓаат муштарите, купувачите, ние цело време ги учиме на тоа. Значи, да, постои некаква мерка, едно лажиче, определуваш на шолја чај, прелеваш со вода, значи има како се подготвува чај. Ама најважно е да го видиш, да си одвоиш време за да го подготвиш чајот. Употребата на филтер врекичките е брзински. Не знаеш што има во филтер врекичката. Филтер врекичката е белена, значи има компоненти. Доволно е да ти стои 5 минутки, што најчесто се зависи кој чај се подготвува. Од 3 до 10 минути стои во врела вода. Апсолутно. Ја дури не ја вадам, си ја пијам цело време, си отпивам, си стои она и мислејќи дека ќе има, нели, ќе се уште повеќе ќе се подобри. Не знаеш во таа филтер врекичка каков чај има. Он е деклариран, тоа несомнено дека е деклариран. Али тоа најчесто е се ситнети ливчиња. Се ситнети, мислам, да се отвори било која филтер врекичка, ќе видиш само зрнца, ќе видиш некакви кои што не можеш, не можеш да го препознаеш, така. На запад се оди повеќе сега веќе ако луѓето сакаат брзински да направат кон пирамидални врекички кои што се прозирни, не знам колку ти се познати. Тие се прозирни, значи муслински врекички и внатре се гледа содржината на чај. И тие сериозни компании кои што навистина продаваат квалитетен чај, они ги пакуваат во такви врекички, за да ти можеш да ја видиш содржината, па ако не си ти тој што ќе одмери, барем да знаеш што има во таа пирамидална врекичка. Приказната околу подготовка е, како да речам, не е само извади филтер врекичка, стави во шолја, прели и дај на брзински. Не, треба му се посветиш на чајот. Значи,
идејата и културата на пиење на чај, целиот ритуал е и во времето. Да малку си одвоиме време за себе, нели? Се ни е на брзање, се ни е дај врекичка да стави, Да, и додека, кафе, бе, и инстант, измати ај на само брзинка, да и да. све да. Значи, малку и до времето. И тоа е прво што пишуваат сегде. Што ни е потребно за добар чај? Време. Затоа што ти во тоа време, прво ќе го видиш чајот, што сакам да направам, сакам денеска да направам зелен чај, пример, некој, избереш, одмериш толку колку што сакаш, на страна ја подготвуваш водата, за зелен и за бели особено треба време. Зошто го кажувам ова? Затоа што ако брзински се прави, многу лесно ќе ти помине минутажата и многу лесно ќе го заборавиш чајот, да одстои малце повеќе и тогаш веќе го губи вкусот. Значи веќе не е тоа. Белите зелените чаеви, минутажата им е 3 минути и температурата на водата е 70 до 80 степени. Значи водата зоврива, ја проладуваме, значи не, тоа прашуваат обично муштерите, а можам ли да не ја дозовријам? Можеш, али правилото е да ја зовриеш, па така зовриена малку ќе си ја подоладиш и врз едно лажиче, малецко, чајно лажиче, ние ја викаме кафено, пошто кај нас кафето е, ќе си ја викаме кафено, ама тоа е мало чајно лажиче и англичани. Кај англичаните тиспун, нели? Тоа е дозата, прелеваш и мериш 3 минути, значи да биде некој максимум колку што ќе стои, после тоа се процедува. Сега има најразлични аксесуари кои што, значи, привар за чај кој што помага да сето тоа се олесни. Има цедилки најразновидни, има танјирчиња кај што се остава таа цедилка, има чајници убави со преубави филтри внатре. Значи, навистина таа приказна се развива. Пред 2-3 недели на еден настан бев така, знаеш, инспириран за, пошто јас сум сопственик на 2 бизниси, кај што знаеш, деновите се доста динамични и хаотични. И изборуваше на човек за продуктивност. И изборуваше за тоа дека продуктивност е уметноста да бидеш присутен во тоа што го правиш во моментот. Так, изборуваше, ако си, не знам, ако сега правиш кафе, ако правиш чај, знаеш, прави го. Не го проаѓај ради реда, ради, знаеш, биди тука со чајот. Ако си со семејство на разговор, биди таму. Тоа е продуктивно поминато време, посветено време, нешто што се важи, така што ќе го чекираш дека си го направил, инаку само си го прошол. Ние во работилница можам да кажам дека не е најпродуктивно времето. Таму целиот фокус кога се прави сапун, не можеш една минутка да помислиш, значи ми звонел телефон, нека звони. Не може. Затоа што во самиот процес на правење на изработка на сапунот, кога он ќе почне, кога ќе се спои со базата и растителните масла и ќе почне да се мати. Значи точно мора во одредено време да се додаде, како кога торта се прави од прилика. Од прилика. Броено е времето и тогаш мора да додадеш од сите компоненти, да знаеш како ќе го нашараш, ако го шараш, која боја, колку, значи се да е подготвено, затоа што он кога ќе реши да се стврднува, ти ништо после тоа не можеш да му правиш. И затоа викам, целиот фокус е во правењето. Дали еве од практичен аспект зборуваме дека нели чајот се прави 3 минути, го пиеш и толку. Од практичен аспект дали може да направиш поголема количина на чај, 2 литри, на пример, и да ти стои во фрижидер или на некој начин да го чуваш, за да не мора да го така да не губам ја у денот ако сакам, на пример ако сакам да го сменам кафето со чај и при тоа користам зелен, црн чај, така натаму, да не мора, знаеш, 4 пати во денот да... Значи, одговорот е да може. Меѓутоа, уживањето во топлиот напиток е друго, неколку во ладен напиток. Друго. Претоплување не е опција? Па не. Не. Секогаш топлиот напиток е далеку поубав него ладениот. Не значи дека од прилика. Од прилика, нели? Или кога ќе ти се олади манџата, па иди јади ја. Не е тоа. Ти секако можеш и прават и по литар и
да речеме, не знам, нема услови таму каде што работи или оди некаде, ќе направи 1 литар и литарот го пие во текот на денот. Во суштина многу е поважно ти да го испиеш литарот во текот на денот, него ли ако немаш услови, него ли да сега чекаш па дал ќе имам, па нема да имам топла вода. Јасно. Нели количината е многу поважна. И кога се работи за добар чај, добро подготвен чај, многу е важно бербата, значи многу е важно листот каков е. И затоа ние на муштериите, особено странци кога ќе дојдат во дуќан, тоа е многу интересно за разлика од нашиве луѓе, они влегуваат и прашуваат: зелен чај имате? Имаме, да. Каков сакате? Па не знам каков бил. Дај. И сега почнуваш кинески, јапонски, кажуваш видови какви има, што има. Па кој се разбира, има и многу што се разбира, значи тука опет нема. Странецот доаѓа и вика да го видам. Он сака да го види. И тоа ме е прво да го види дали ти е свеж листот. Можда ти си го донел од некаде, он нема да купи квалитетен чај. Он, значи, веќе визуелно знае да процени дали чајот што го продаваш е квалитетен или не. И тоа секој од нас во суштина, кој е љубител на чај, треба да го прави. И затоа е начинот на подготовка таков каков е. Значи да си одмериш количина, да го подготвиш, може и во чајник да биде апсолутно 1 литар. Али таа етирика што се ослободува од зеленото ливче, ја пиеш само кога е топло, после кога ќе испари, веќе нема, не значи, останува во самиот чајот тоа што треба, остануваат антиоксидансите, кога збориме за зелен, за бел чај, тоа се останува во самиот чај, али вкусот е многу поубав кога е топол. И да речеме, аксесуарот што доаѓа од Кина, од Јапонија, тој без рачки. Зошто? Затоа што ја зимаш шолјата во оној момент кога можеш да го пиеш чајот. Го држиш со 2 раце и така го пиеш. Јасно. Да. Тогаш е правото време за... Тогаш е правото време да се напиеш од тој чај. И они воопшто немаат рачка. Тоа е добро, некои модерни дизајни да, али оние традиционални шолјици нивни немаат рачка. И вие ги продавате? Да. Нормално. Дали постои, не знам, филозофија во врска со водата? Сигурно постои. Да. Колку треба да биде загрејана водата? Треба да биде зовриена? Треба да биде пред зовривање? Која е за белиот и зелениот чај тие се најсензитивни, затоа што кога тие сите се добиваат од една грмушка, може и тоа е фино да вака го продискутираме, затоа што кој што кажав ја, кога отидов во Словенија, мислев билки и чај се она што ние тука го пиеме. Уствари, секаде во светот чај е само она што се добива од чајната грмушка. Тоа е белиот, зелениот, улонг, црниот чај. Значи, неколку групи на чај, жолтиот. Значи, тоа е све од една грмушка, различен е начинот само како листот се обработува. Дали веднаш ќе се набере па ќе се исуши, дали се остава малку да свене, значи малку да се обработи, па после тоа се суши или се остава да ферментира комплетно како што е за црниот чај. Значи тоа е истото растение? Се исто. Да, тоа е се исто растение. И кога збориме за чај, збориме само за таа билка. И секаде во светот, ти кога ќе се рече ти, се знае дека е тоа таа билка. Се дали он ќе пие, не знам, Дарџелинг или дал ќе пие English breakfast или дал ќе пие Earl Grey или Јокуро или Сенча, Банча. Значи, тоа е веќе друга приказна. Значи, дали ќе се ориентира на пиење зелен или црн чај, тоа е друга. Али кога ќе рече ти, он сака од чајната грмушка нешто. Да. А се останато го викаат тисеин. Нешто што не е чај. Нешто што го пиеме како инфуз, а не е чај. Тоа како нешто дај ми напиток од липа или дај ми чај. Се различни. Така, да. А кај нас се уште нема таква терминологија, мислам. Да, ја ова стално го зборувам затоа што е, како да речем, тоа се факти, тоа не сум го измислила јас, тоа и во Бугарија и во Русија да одите, они имаат свој назив за нешто што не е чај. Друг збор би измислил, пошто чај некако, знаеш, има и чајна кубасица што е како глупост. Речеме, да. Али овој... Што знам, инфузи, јас ги викам инфузи, тоа ми е некако
најблиско се, колку луѓето го користат тој термин, тоа е друга работа, ама еве да им биде јасно дека секаде во светот тоа е така, не е тоа дека еве сега Сонја од Лача збори дека е тоа така, тоа е секаде во светот така. И затоа викам, односот кон чајот е првично кон чајната грмушка. И се што се добива и што подготвуваме од таа чајна грмушка, ако е бел, зелен чајот, и тоа се многу чувствителни ливчиња, они се многу малце обработени, тоа се како малтене свежи, само исушени. И се ти ако го попариш со врела вода, тој ќе го изгориш листот. Добива една горчина, неубава, го уништуваш листот. И затоа они викаат, ако правиш таков чај, високо квалитетен особено, водата треба да е провриена, 100 степени, ќе ја ставиш во бокал, друг, значи во друг сад, каде што таа врелина ќе излезе. Прашуваат обично колку е сега тоа 70-80 степени, нели? Како да знаат? Тоа е или едно 5 минути на страна, врелината да излезе. И тоа веќе температурата е спуштена, сосема доволно, за да може да се прелие тоа кафено, односно чајно лажиче, што сме го одмериле. И одстојува до 3 минути. 3 минути е за сите од таа група. Значи, за сите чаеви. И дали е белиот, зелениот, и црниот, 3 до 5 минути максимум, некој се ако сака малце поинтензивен да му биде напитокот. Така. Се Сонја, има, еве, имаше порано и на телевизија Баба Рада со, нели, со чај за ова, чај за она и така натаму. И често ние луѓето, ја тоа го правам, нели, кога имаш болки у стомак, написе топол напиток од нане. Не знам, ако имаш вознемиреност и така натаму од маточина и слично. Дали е вистина дека, нели, постојат напитоци, билки, чаеви кои што таргетираат одредени состојби, подобруваат одредени состојби, доаѓаат ли луѓе кај вас кои што зборуваат за тоа е ова и ова ми се случува, што би ми препорачале? И што се случува кај луѓе кои што немаат некоја цел, нели, и функција, не бараат од чајот некоја функционалност, нешто да подобри, што е најдобро да пие човек? Знаеш како, ние како народ генерално сакаме нешто да се најдеме така за утеха, да се лечиме. Многу сакаме тоа. Тоа е традиционална медицина, народна медицина. Така е. И билките се познати по тоа дека можат да лечат. Ама ајде малце наопаку да ја свртиме работата. Ај малку да ги користиме билките пред да се разболиме. И тоа е идејата на пиење на чајот. Да. И зошто јапонците се најздрава нација? Зошто вела дека се најздрава нација? Затоа што јадат риба и пијат чај. И цел живот тоа. Значи, превенцијата, ајде да ја гледаме во редовно конзумирање на чај. Затоа што навиката кога ќе се направи за да се пие чајот, после самото тело ти бара и да го пиеш чајот. И во точно определена количина. Пример, сум навикнала 3-4 шолји, мене телото после тоа ми бара да јас го конзумирам, кога веќе ќе си востановам некој ред на правење. Не мора тоа да биде еден ист чај, ние затоа имаме 70 типа. И кога ќе дојдат, сега кој чај да го пијам? Опшен параласис се дешава. И кој чај сега да го пијам? Значи, направи си, не знам, од сабајле, почи си со црн чај, па помини на зелен чај. Црните и зелените имаат кофеин во себе. Мислам, се што доаѓа од теасинензис, од чајната грмушка, има кофеин во себе. И ние викаме, до 5, до 6, пи го тој чај. Значи, прочисти го организмот. Има многу антиоксиданси во себе. Прочисти го организмот до 5-6. Написе 3 шолји, написе 4 шолји. А навечер помини кон другите билки. Сакаш земи маточина, сакаш земи, не знам, ројбосите се исто многу популарни. Тоа е од Јужна Африка билка, која што е исто многу моќна, многу богата со антиоксиданци, а нема во себе кофеин. И е нешто што може да го пијат и деца и повозрасна популација, а може да се пие и навечер. И онда такви ни се советите, да
Едноставно луѓето се навикнат да ги пијат чаевите пред да станат болни. Што кога ќе се разболат, да, ќе таргетираме, ќе ме дај нешто да ме препоти. Дај грлото ме боли, дај нешто, имаш ли ѓумбир, има, дај да ѓумбир. Помагаме, значи не викам не. Ако дојдат, не знам, има кијавици, па имаме некакви билни мешавини кои што претпоставуваме дека може да делуваат. Да речеме, доста и со несоница имаат луѓето проблем. Па онда за несоницата помагаме со мешавини што содржат на трематочина, нане, имаме еден со лаванда, например, што колку толку смирувачки ќе делува и ќе овозможи да, навечер, по подоцнежните часови, барем се успокои колку толку. А дали да речеме исто практично и вистинито, например, етерични масла, да ги користиш во, не знам, во сауна, во можеби во просторија одредена, да на некој начин да дозволиш да испаруваат. Дали таков ефект? Да, апсолутно. Апсолутно, ароматерапијата е многу моќна работа. И тоа е зборот. Само што е многу важно и како ќе се употребува. Етеричните масла не дозволуваат ни прекумерно да ги користите. Значи, они кога се работи са, не знам, за правење купки, ако комбинираш 2 до 3 масла, етерични масла, велат ставај од ова 3 капки, од ова 2 капки, значи да не надминеш ти сега цела каде да ја наpunиш со етерика. Значи колку повеќе поздраво. Да, значи не. Кога се работи за етерика, тоа се ситни, фини честички кои што ти дури не чувствуваш како они продираат и низ носот и низ кожата. И се ресорбираат нормално веднаш и преку циркулацијата си го постигнуваат својот ефект. И секое етерично масло има некакво свое својство. И точно е тоа дека етериката може да помогне, може дури да се направи, нели, тие аромалампи што се употребуваат за просторија. Не е тоа само за освежување на просторијата, туку да ти тоа го инхалираш во текот на денот. А купките се за мене незаменлива работа. Мислам, купките се кој има, пак ќе речам, време. Затоа што и за купката ти е потребно време. И да ја напуниш кадата и да одлежиш убаво во неа 1-10. Еве за човек кој што е како мене. Ја горе, знаеш, пак имам некакви информации, едукација 2%. И кога би дошол кај вас у дуќан, сигурно би ве малтретирал заради тоа што ова што е. За тоа сме таму. Да, али од каде човек да почне со консумирање на ресурси и едукација, кои се ресурсите што ти би ги препорачала, за да навлезе во тој свет и во таа култура на пиење на чаеви, на користење на билки, на добра козметика, и која ќе се појави кај волача, така и ласој, кај вас, да ни е јасно, знаеш, од каде да почне. Барем да знае да постави прашање, ако ништо друго, да не дојде. Има многу љубопитни, и онда ќе дојдат во дуќан, па решето. Се прашуваат, се сака да знае и така. И нас не е тоа задоволство, мислам, ние и сме таму за тоа. Многу текстови кои што и сами сме ги составували, сме наоѓали интересни текстови, сме преведувале, се наоѓаат и на нашата веб страница. И секогаш викам, одете, посетете, ја видете, има навистина многу. Како се вика веб страницата? lasoi.com.mk се вика страницата. И посебно се издвоени чаевите, посебно приборот, посебно козметиката. Јас знам дека можеби се последно време луѓето сакаат на брзинка информација да добие. И од прва рака, прва рака, ако може на брзинка, таму се опширни текстови, али вреди човек да ги прочита. И вреди да знае се отприлика ова сето тоа што го збориме. И за сапунот како е, како го изработуваме, како е направен, што содржи, и за чајот, и за зелениот чај, што содржи во својот состав, дека има многу активни компоненти. Има компонента една аминокиселина која што делува смирувачки на мозокот. Значи, предизвикува стимулира создавање на алфа мозочни бранови. Тоа се бранови кои што ти возможуваат
да си концентриран, а да си смирен истовремено. Значи Мгм. да не те возбудува. Така практично и го имаат откриено чајот своевремено пред 5000 години. Го користеле при медитацiji. Значи виделе дека многу помага смирувачки делува и така почнале да го потребуваат. Сакам да кажам, ние даваме многу насоки, али гледаме и да препорачуваме да се одиете на веб страницата ние, нашето, како да кажам, портфолио. За се што работиме и за секој производ поодделно може да најде. Дури за секој чај поодделно имаме напишано детално. Не само во однос на составот, туку во однос на ефектите, во однос на потекло, во однос се она што би требало да се знае, во однос на подготовката. А ние сме тука секогаш во позадина, ако не е нешто нејасно. Гледам дека младите, особено, бидејќи ностоп се по социјални мрежи, и младите веќе тоа го применуваат. Дури ќе дојде со телефон и ќе рече ова, прочитав, видов, тоа има тоа и тоа. Дај ми го. Ова го сакам, да. Каде за кај нив е полесно. А кај повозрастните бара малце повеќе. Јасно. Приказно. Која е твојата рутина, еве, како изгледа рутината на консумација на чаеви у секојдневието? Па како што спомнав пред малку, Мгм. се со црниот чај. Многу сакам утрото да си го почнам со црниот чај. Не кажувам дека кафе не пијам, пијам. И кафето гледам да ми биде убаво, вкусно. Дали Значи, може да те вознемири, ако си вознемирен на кафе, да те вознемири и чајот? Ради кофеинот. Значи, кофеинот во кафето го има многу повеќе неголи кофеинот во чајот. Аха. Споредбено, да речеме, шолја чај, шолја кафе, во чајот има околу 30% во однос на Мгм. шолја кафе. Така да, плюс оваа компонента што ја напоменам, L-теанин, како да го неутрализира ефектот на кофеинот во самиот чај. Дали е бел, дали е зелен, црн, сеедно. Јас сега можеби од толку пиење на чај веќе и тоа не го чувствувам кофеинот. Мене тоа само стимулативно ми делува, Така. убаво ми делува. Али секогаш гледам, ете, црниот чај да биде на почеток. Ако сум во дуќан, бидејќи таму се најразновидни чаеви, онда според денот како ми тргнал си го бирам и чајот. Имаме многу муштери кои што многу слично на мене прават. Да речем, имаат различни црни, па различни зелени, бели и сега некои десетина чаеви има и се вика денеска ќе си го започнам, не знам, со English breakfast. Или денот ми е, сакам со бергамот да ми почне, па онда Earl Grey го бира за утро. Или Irish morning, Мгм. со малце посладуња, сака со млеко, сака без млеко. После зелените чаеви. Зелените сакам ја лично да ги конзумирам во текот на денот. Повеќе. Стварно, што е филозофијата со млеко во чај? Тоа е англиска измишлјотина. Да, ама као Да. што Тоа е е- бенефитот? Нема бенефит. Тоа е само на вкус. Тоа е Аха, и окей. само на црн Као чај. bulletproof кофи, нешто со Од прилика. нели калории да му додадеш на. И тоа се става многу малце, многу дозирано, само колку да ја смени бојата. Аха. А навистина и вкусот го Го менува, не може да не го смени. Го менува, да, го прави поинтензивен, За да сладување речем. претпоставувам ниту практикуваш, ниту препорачуваш, пошто Да. као кафе да Да. ставиш шекер. Да, од прилика така, за да се почувствува вистинскиот вкус на чајот, едноставно е греота да му додаваш шекер за сладувачи најразновидни. Некогаш, баш кога мора, јас викам, ставете метче, ставете. Значи нешто барем што е, корисно, како за сладувач. Може да се додава се од после кога ќе се направи чајот, па прешуваат, а лимун може ли? Може, ама пробај го онаков како што е изворен. Знам, фирмата со која што работиме, кажав веќе скоро 190 години има како се Германската. занимава Мгм. германската и тоа се стварно мешавини најразновидни и они точно имаат еден сектор во фирмата кој што се бави со проучување на тоа во која мера, која компонента да ја додаде. Онда пратат трендови, па сега не знам, трендот одреден вкус станува популарен. Па го насочуваат, ги разработуваат кон тоа. Затоа викам, греото е тие вкусови да не се пробаат. Ние
во таа фирма сме биле неколку пати и стварно е доживување да се види кога они ќе распостават вака различни чаеви. Па права дегустација, па за секој чај ти објаснува. Па ти имаш да го видиш и ливчето какво му е, подготвуваат ти готов напиток, да ти го дегустираш, па ти објаснува како треба да го дегустираш и тоа е стварно вака Да се интерес. возбудиш. Да. И после, не знам, десетина вкусени чаеви ќе се презаситуваш, не знаеш дали ќе примиш нови вкусови, дали ќе можеш да разграничиш од она претходното, дали... Да. Интересно е, стварно е интересно. Браво. Сунја, има ли места, локали во Скопје кај што може човек да ужива во добар чај или не? Има. Кои се? Во почетокот ние ги молевме локалите. Викам, Пошто дај да нешто различно. Ја сакам за себе, Да. преди тоа што има што да одам Да, има во за кесичка да ми Кашмир, стават веќе. има во Кашмир, има во Долап, во Пелистер. Значи има на повеќе места кај што веќе подолго време го служат чајот. И кантина, сега Да, кантина знам дека нели е со онака седилка што изгледа штипката. Така, кантина не знам ни како се вика, гледаш во Joy кафе исто. Аха. Сега вака вртам кои се наши коментенти, ама има во самиот почеток кога стартувавме со чаевите, тоа беше чудно, ама која цедилка сега, па кај ќе ги обучувам шанкереве, па како ќе направи добар чај? После почнаа сами да се јавуваат, веројатно видоа дека ова што се нуди и мене лично многу ми пречи кога ќе отидам во кафич и ќе прашам, чај имате? Да, имаме. Каков имате? Липа, камилица, овошен. Не иде, како да речам. Се отвараме, особено сега шетаме, одиме, нели, пробуваш на нови као со храната. Пробуваш различни вкуси, сакаш кога ќе доеш тука. Дај црн сок, дај сок каков има црн. Да. И кога више почнуваме со нови вкусови, зашто да ги нема? Мислам, не е филозофија да се направи. Не е филозофија, мислам, лесно е, треба некоја мала обука, ние сме секогаш тука и викам, ако треба за обука, тоа е најмал проблем. Или кој за се друго што се прави во било кој кафич, знаеш, како и за кафето не е така. Да. Ти си го научил да го правиш. Така е. Па и зошто од еден во друг кафич ке седнеме, различно е кафето. Значи, зависи од тој што го прави, не е само до апаратурата и до кафето, него и тој што ќе ти го направи. Да. Али не е комплицирано. Навистина сега има најразновиден прибор, има шолје, онда има дури и филтерчиња имаат направени небелени филтерчиња, во кои што можеш да ставиш едно лажиче ќе одмериш, ставиш во нив, ставаш филтер, го прелеваш. Значи тоа ти е она најбрзински ако сакаш да го направиш. Постои таква опција. Али ние најчесто гледаме да тоа оди со цедилки и така ги обучуваме луѓето со цедилка. Баш ради се она што го спомнав. Да си одвои време, да отвори цедилката, да стави количина и се понатаму што следи. Прелие, да водата, да биде присутен. И тие 3 минути да биде присутен. Дури кога во Јапонија се прави, не знам, некогаш дали си имал прилика да видиш церемонијата на подготовка. Не. Чано Ю е церемонија на подготовка на мача чај. Тоа е врвот на зелениот чај. Значи тоа е најфиниот чај во прав, кој што е најскап воедно. Ние го имаме во асортиманот и се повеќе интересно што се повеќе го барат. Ако е скап, кога ќе се напиеш една шолја мача, како да си се напил 10 зелени чаја. Толку е мокен, толку е богат со антиоксиданси, енергија дава голема и се повеќе и повеќе станува интересен. Оригинално се подготвува во таа чајна церемонија, али тоа е церемонија која што трае многу долго. Минимум пола сат трае. И во таа не само што си има однос кон самиот чај, си има однос кон зделата во која што се подготвува, кон лажичето со кое што се одмерува. Значи, и кон шолјата, и кон водата. Значи, посебни покрети постојат
во самата чајна церемонија за да се одаде почит кон се што правиш. И тоа е стварно многу убаво вака. Има на YouTube некои видеа, мислам. Ете, тие што се заинтересирани може да отворат да видат. И посебни се инструкторите кои што тоа може да го прават. Значи не секој може да изведува чајната церемонија. Имаше сега скоро еден јапонски фестивал на кој што учествувавме, бевме присутни, меѓу другото имаше и чајна церемонија. Еден од нашите вработени присуствуваше таму, помагаше. Значи за да ете се изведе колку што е тоа можно сега во наши услови, ама колку што е тоа можно да биде како треба. И стварно е вака доста необично и занимливо да се види. Употреби збор скапо. Знаеш, по мене скапо е нешто што го користиш и што не ти дава резултати или уште повеќе ти носи лоши резултати. Напротив, знаеш, али кога зборуваме за сурово онака апсолутна вредност цена, колку во просек е една шолја чај кој што човек би си ја подготвил дома? Не зборуваме за во локал, нели? Тоа е веќе друга. Да, скапо е неадекватен термин, апсолутно. И тоа е релативно што е скапо. Ама сакам да кажам во однос на другите чаеви кои што ни се движат од до цена. Сега јас ќе кажам за 100 грама мене, чај. знаеш, ја чисто се, пошто одма ние луѓето сме така направени, мозокот одма споредува. Така и прави и става на вага. Дали во однос на шолја кафе, шолја чај, каква е? Знаеш како, кога ќе дојдат луѓето кај нас и ќе речат со некој не може да се приушти, нас не се движат чаевите, се просечно ќе кажам, околу 300 денари за 100 грама. Од 100 грама чај можеш да изведиш 40 шолји, 50 шолји, од прилика. Добро, тоа е. И сега на некого тоа му изгледа многу, кога ќе му речеш 300... маркет кесички ќе купи... Да, а не знае дека во маркет, кога ќе ги купи, пример, нека и 70 денари, едно кутивче, така, он купува 30 до 40 грама. И он истите пари ќе ги даде. А јас го прашувам, а колку плаќаш Кока-кола? Колку плаќаш за 1 литар Кока-кола? Така да ти, ако израчунаш за една шолја, тебе не ти е 5 денари, 10 денари, колку ќе ти биде? Да, тоа е дури смешно. Дури смешно. Збориме за високо квалитетни чаеви. Значи не зборам за било што. Сега има и што се одделуваат, што се на повисоко ниво, што се посебно одгледувани, што се посебно берени, тие се дупло поскапи, тродупло поскапи, ама луѓето издвојуваат и за нив пари. Он кога знае што пие, он кога знае дека му нудиш квалитет вистински, тој што може да си приушти ги дава тие пари. Затоа викам, мачата е можеби на цена и за нашиот стандард е можеби поскапа, меѓутоа тој што знае дека мачата еднаш ќе се напие во текот на денот и дека ќе го држи буден и дека ќе му даде многу антиоксиданси, он ја пие и ќе издвои од својот буџет колку што треба за да ја пие континуирано. Супер. Еве ја ќе бидам тој. Таков пример, па да, сега ми се родија желби. Значи, луѓето, што знам, тоа е баш фина анализа. Нели, релативно е што е тоа скапо. Много е релативно. И најчесто се лажат. Кога ќе види првата цена, многу скапо. Многу скапо, 300 денари за чај. А не знае дека во тие 100 грама па ќе ги пие. А да не зборам дека белиот чај, да речеме, тие што се пофините чаеви, може уште еднаш тоа што сме го направиле, уште еднаш може да се, вкусот нема да биде идентичен, малце подолго треба да остои, ама он се уште пушта од убавите компоненти. Значи од катехините, тие што се антиоксиданси, се уште пушта. Значи пак зборам да кога е чајот високо квалитетен. И тоа е многу важно. Значи кога се пие зелен чај, тоа дефинитивно треба да се знае дека не е исто дали ќе ја пиеш првата берба, третата берба или ентата берба.
Тоа што првите неколку берби одат рачно се собира ливчето. Они го викаат two leaves and a bud. Значи тоа што е врвните 3 ливчиња, тие ги собираат. Па втората берба оди понатаму. До неколку берби има во пролет и после тоа поминува комбајн и собира се останато. И вајде тоа оди у кесички. За жал тоа е Да. така. И онда количината на антиоксиданси не може да биде иста на тоа што е на врвот и на тоа што е Тоа е останатото. нешто налик, еве, за чисто да стане појасно, нели, ако зборуваме за вино, например, или имаш бирани, негувани, гроздови, типови на грозје Така е. и мерено и шекери, Така е. имаш и, нели, тоа што е, ајде, Што накуп ќе остане? стави и спакувај Така е. го Така е. некое вакво И многу туба често, и да, пи. и го споредуваат многу често виното со чајот. Да, па се, и затоа ме скапо, подсети, пошто, да. пошто, знаеш, целава ова, еве, кој ми кажа за Германија, како одите, па ви представуваат, сигурно тоа е цела приказка на каква Апсолутно, почва, на какво ама поднебје, па што се се прави, и па колку какви сонце го ароми грее. доаѓаат, па кој ќе го пробаш, па да, ова ќе да, и- почувствуваш, да. И како што се опишува вкусот на виното, слично се опишува и вкусот на чајот. Значи со буке, со детали кои што доаѓаат од тоа каков напиток се добил од одреден лист. А тој одреден лист зависи на која надморска височина, во кое поднебје, каква му е почвата, колку сонце го греело, не го греело. Значи, навистина многу голема приказна и ние носиме само еден мал дел од тоа што се нуди. Зашто на светскиот пазар се нудат многу високо квалитетни чаеви, али ние гледаме да е добар, нормално секогаш чајот, ама да има и за луѓето, нели, според куповната моќ. Да. Според куповната моќ, од прилика го одредуваме асортиманот. Меѓутоа, во последно време доаѓаат муштери кои што се многу сериозни пијачи на чај. Знам со кои што толку сладко можеш да изнаправиш мобет и они сами ни кажуваат: ај дајте да видиме, да пробаме, не знам, тој улонг од тој регион. Или не знам пуер е посебен тип на црн чај кој што во Кина се вика медицински чај, толку е многу полезен за прочистување на крвни садови, намалување на холестерол, целокупно ако е црн чај. Посебно се третира, посебно се обработува листот и он ги има тие бенефити. И сега вкусот на пуерот кој што го продаваме не им одговара како што они сакаат. И онда самите сугерираат: ај донесете малку поквалитетен, ќе ви се продава сигурно, јас ќе ви го ширам. И има стварно познавачи. И после кога ќе земеме примерок од Германија, ќе ни пратат примероци тие чаеви, кога ќе вкусите, стварно има разлика. Мислам, ако е и тој пуер и овој пуер, од поднебјето, од начинот на кој што се обработува, од сонцето, се влијае врз финалниот продукт. Сонја, ја мислам вакво ми иде сега да се, нели, да се упатиме да се купам и дефинитивно сум инспириран и апсолутно ради себе ќе си ја променам мојата лична филозофија, култура во консумирање и подготовка на чај, затоа што секако го правам тоа, веќе наназад месеци, значи зборуваме за 6-7 месеци, секој ден, ако не 7 од 7, ама 5 од 7 дена во неделата пијам чај. Без разлика дали сум настинат, не сум настинат, не барам причина зашто да пијам чај. Така е најправилно. Али заради себе сакам тоа да биде барем квалитетно и добро и да квалитетен и да јас и тоа им викам на муштерите, не се задоволувајте со една шолја. Затоа што со една шолја, да, подобро е една ниту ни една, ама некој оптимум од 3 шолји барем во текот на денот. Не мора да е само бел чај. Не мора да е зелен. Значи, нека се различи, ама да има, да организмот се чисти, за да може постојано да врти, да кружи низ телото. Супер, ја не знам дали ти се верува, ама пројде и саат и поиша. Убаво ни иде муабетот. Да, супер е муабетот. И јас сум инспириран, верувам дека и епизодава ќе има
поттик и инспирација за Па- луѓе па да би ми било стварно драго, да, затоа што ова се правиме со многу љубов. Со многу Се гледа. љубов и со, како да речам, козметиката е од нашите раце создадена и си ја правиме, сме почнувале да ја правиме за себе и се уште продолжуваме да ја правиме како за себе. Истиот ни однос и кон чаевите. Уникатно е Ако- сето тоа во приказката дека не има пари во бизнисов и почнавме со козметика и со чаеви, туку Не. ние почнавме Не. да се правиме за Да. себе и еве Да. ако сакате и вие. И така и го развивам. И до ден денеска така го развивам. Затоа што го сакаме, затоа што го конзумираме, затоа што ги пиеме чаевите, затоа што навистина сме во тоа. Тоа ни е дел од нашето живење и мислам дека еве ќе поттикнеме. Да, И- еве јас сум поттикнат Фрате. и Драго кога ми е. што сум роден промотер ќе Да. заразам многу луѓе 100%. Еве, баш ми И е ми ја драго. раскажувам приказката. И за раскажување, мислам е многу оригинално, уникатно и Да, стварно е да. Ко некој има потреба. Е подобра од колку било, знаеш, ако веќе консумираш нешто, консумирај го квалитетно. Да. Макар и да биде намалено, знаеш, ако си пиел 3 шолји чај, порано консумира една, ама нека биде Како што квалитетна. треба. Како Да. што треба. Ние сме тука ако треба нешто, прашање, ако треба, секогаш стоиме на располагање за. Супер. само што Сонја, ви- фала уште еднаш за прифатената покана и за овака убава енергија и плоден продуктивен разговор и Фала за и на тебе. инспирацијата. Фала и на тебе, одличен беше муабетов и така, Се ќе гледаме, се да, видиме. ќе правиме, имаме, не е доволно. ова. Следниот пат на чајанка. Поедуцирам. Да, ќе Следниот пат приготвуваме и чајанка. ќе правиме, Да. ќе едуцираме за подготовка. Да. Супер, фала ти уште еднаш. Фала исто, поздрав.